Во текот на вчерашниот јавен собир пред Собранието на Република Македонија, дел од демонстрантите, од кои голем дел маскирани, ја турнаа заштитната ограда и почнаа да маваат со предмети, пиротехнички средства, камења и други предмети кон полицискиот кордон и воедно се обидоа насилно да влезат во зградата на Собранието на Република Македонија. Со цел да се спречи понатамошно нарушување на јавниот ред и мир и да се спречи насилен упад во институцијата Собрание на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи презеде соодветни мерки и активности. Приведени се 26 лица, а повредени 10 полицајци. Околу 21 часот и 30 минути, дел од демонстрантите во група се упателе кон плоштадот Македонија и насилно упаднале во неколку локали, каде што го искршиле инвентарот и предизвикале страф и паника кај гостите. Исто така, опожарено е едно патничко возило во близина на хотелот Holiday Inn. Министерството за внатрешни работи потенцира дека загарантирано е правото на мирен протест. Но уште еднаш сакаме да повториме, нема да дозволиме употреба на сила врз полициските службеници. Нема да дозволиме насилен упад во институциите и нема да дозволиме нарушување на јавниот ред и мир. Многу од демонстрантите споделуваат видеа на своите Facebook профили, но има и реакции во јавноста дека полицијата употребила прекумерна сила со повеќе шок бомби, солзавци и повеќе сила при приведувањето на лицата. Министерството за внатрешни работи, согласно состојбата на теренот, ги презема соодветните мерки и активности, се со цел да се спречи понатамошно нарушување на јавниот ред и мир. Дали стигна до сега некоја пријава од граѓани за прекумерна употреба на сила? Нема таква пријава. Има информација дека полицијата барала снимки од медиумите на терен, од мобилни и од снимателите материјали, видеоматеријали. За каква цел било тоа направено? Нема вистина во тоа. Добро, приведените лица за што се приведени? Приведените лица се поради нарушување на јавниот ред и мир. Сега се документираат сите тие случаи и ќе следат соодветни поднесоци.